Влегоа на предната порта на МВР. По надзорот во Агенцијата за национална безбедност си заминаа од службената капија од задната страна. Пратениците од надзорот беа без телефони, со службено комби и со многу прашања за раководството на тајната служба за следење на политичари, јавни и медиумски личности и за други незаконски активности, како што тврди актуелното раководство на АНБ. Лично јас веќе имам подготвено околу 30 на прашања кои ќе ги упатам, а се разбира се во интерес на расчистување на овој случај. Едно од тие прашања кои ќе ги поставам, а за жал, ако состанокот ќе биде класифициран, нема да може да ви го дадам јас одговорот, е што се случило со полиграфистот кој се посочува барем во брифинзите кои ги има дел од јавноста како клучен, односно тој кој ги спровел полиграфските тестирања, дали е тој се уште на работа, дали заминал под притисок и така натаму. Она кое што е важно е да видиме што се случувало точно, да видиме кој и колку бил таргет, да видиме кои мерки биле користени против тогашната опозиција, да видиме што е испратено до обвинителството на Република Македонија и конечно овие институции да ги решат овие работи за повеќе никогаш да не ни се случуваат во рамки на македонското општество, бидејќи сметам дека службите треба да бидат чувари на државата, а не треба да бидат генератор на кризи. Пратениците и претходно на комисијата најавија дека нема да зборат бидејќи податоците се тајни и класифицирани, туку се ќе заврши со соопштение на собраниските служби. Петровска е единствен пратеник од опозицијата кој замина во посета на тајната служба, бидејќи останатите опозиционери во комисијата се уште немаат одговор на барањата за сертификат за државна тајна и АНБ и ДБКИ не им одговараат подолго од крајниот законски рок од 6 месеци со што се крши законот. Јас немам добиено одговор на моето барање, не знам дали тоа е можеби од некој политички реваншизам затоа што Левица прва го обелодени скандалот со дипломата на директорот на АНБ, па сега поради тоа јас не можам да ја вршам мојата пратеничка функција. Ако се има во предвид дека ние имаме владин функционер кој има безбедносен сертификат и ако има двојно државјанство, и тука се гледа и самата контрадикција во законската регулатива, еве јас немам двојно државјанство, па немам добиено безбедносен сертификат за државна тајна. Е безсмислено пратениците да немат сертификат, не членовите и замениците членови. Ова парламентарно мнозинство значи носи многу закони, тука јавно упатувам. Покана пратениците по автоматизам да имат безбедносен сертификат и да имат пристап до класифицирани информации. Безсмислено е минимално членовите и замениците членови да имат ваков сертификат по автоматизам. Пратениците од власта не одговорија на овие наводи, поради што надзорот врз тајните служби е закочен и речиси без опозиција. Но побара и беше изгласано наредниот ден по АНБ да се посети и Агенцијата за разузнавање. Пред 6-тиот роден ден на АНБ, новото раководство на агенцијата, предводено од директорот Бојан Христовски, обелодени сомнежи за незаконско следење на јавни личности, меѓу кои и на премиерот Мицковски додека бил во опозиција. И покрај барањата за декласификација на документите, АНБ тврди дека се должни да ги заштитат податоците, средствата, методите и изворите на агенцијата.